Една фирма од Куманово и 3 од Скопје добиле казни од по 300.000 денари, откако државниот пазарен инспекторат утврдил дека продаваат леб поскапо 33 денари. Казните, согласно Законот за трговија и Законот за заштита на потрошувачите, се движат од 500 до 10.000 евра по правен субјект или од 50 до 500 евра за одговорното лице. Инспекторатот извршил 234 контроли низ државата, откако владата во вторникот одлучи да ја замрзне цената на белиот и полубелиот леб на 33 денари за 450 грама. Владата на синоќешната седница донесе и одлука за определување обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количества на одделни стоки на потрошувачите според определен редослед базирана на законски основи. Со одлуката се определува обврската на трговците кои представуваат правни и физички лица кои се регистрирани за вршење на трговска дејност во соодветен регистар согласно со закон, како и трговците кои представуваат правни и физички лица регистрирани за вршење на производството, кои своите производи ги продаваат на пазарот во сопствени продавници или на други трговци на големо и мало со прехранбени производи, да прибавуваат или да продаваат леб бел и полубел. Трговците кои представуваат правни и физички лица кои се регистрирани за вршење на трговска дејност во соодветен регистар, согласно владината одлука, имаат обврска во структурата на дневната набавка на сите видови леб да прибавуваат и продаваат најмалку 80% од белиот и полубелиот леб. Трговците посочени во оваа одлука за испорачаните видови леб, посочени во оваа одлука на производителот на лебот, треба да му платат најдоцна во рок од 20 дена од денот на приемот на фактурата за испорачаниот леб. Одлуката е на сила со денот на објавувањето во Службен весник, а е предвидено да се применува до 31 мај. Во образложението на одлуката која што ја предложи Министерството за економија е наведено дека владата може привремено да го ограничи вршењето на трговијата во случај на сериозни пореметувања на домашниот пазар поради недостаток на стоки неопходно потребни за производството, преработката и за животот и здравието на граѓаните и нарушување на домашниот пазар заради злоупотреба во прометот на одделни производи и стоки. Владата може да определи обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количества на одделни стоки на потрошувачите според определен редослед. Врз основа на податоци од извршен инспекцијски надзор од Државниот пазарен инспекторат, Министерството за економија соопшти дека се утврдени сериозни пореметувања на домашниот пазар во градовите Скопје и Тетово поради недостаток на леб бел и полубел, за кои што владата донесе одлука за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало, која што стапи на сила на 28 февруари.